Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Со вас сум јас, како ваш домаќин, Виолита Петровска-Перик и моите двајца соговорници кои што се веќе со мене во студиото. Денес одлучивме да говориме на една интересна тема, досега не сум говорела за оваа тема, а ми се чини дека е многу чест проблем кај повеќе од вас, а тоа е повредата на коленото или болка во колено. Значи, за тоа какви повреди има на коленото, од што може да се почувствува болка во коленото. Потоа, како оди понатаму диагностиката, третманот, лекувањето, кој се е вклучен во процесот, ќе разговараме со моите двајца денешни соговорници, а тоа се доктор Дејан Трпевски, кој што е доктор на медицина, и Илија Жежов, кој што е дипломиран физиотерапевт. Се надевам дека ќе бидеме интересни, ќе го задржаме вашето внимание, уште повеќе што знаете дека сме контактна емисија во живо, па доколку имате некое прашање или пак некој ваков проблем и сакате да дознаете нешто повеќе, ќе може да се вклучите во нашиот разговор. На почеток да ги поздравам моите соговорници. Добар ден, добро вечер и добро дојдовте во Ваш термин и ТВ Сонце. Добро вечер до вас и добро вечер до сите кои следат телевизија Сонце. Добро вечер и од мене до гледачите на телевизија Сонце и секако нели до сите гледачи кои што сте пред малите екрани. Ве повикав двајцата бидејќи некако воедно да ги објасниме и работите околу повредата и болките во коленото, како се за тоа нели оди ќе ни објасни првин Дејан, а потоа нели третманот околу вклучување на физиотерапевт во процесот, пак тука одговорен ќе биде Илија. Доктор Дејан, ајде да започнеме вака, значи што предизвикува болка во коленото и какви повреди има? Значи болката, односно повредите, значи повреда представува оштетување на нашиот организам кој доаѓа од некои надворешни влијанија, односно штетни фактори. И болката, односно повредите, доста често оди заедно со болката, кој што представува еден природен одбранен механизам на самиот организам, кој ни кажува дека нешто не е во ред и не функционира соодветно. Затоа е тука присутна болката. И исто така болката во однос на колениот зглоб, ако зборуваме, доста често не оди сама, односно придружена со останати симптоми. Тука може да зборуваме дека се појавуваат како оток на самиот зглоб, кој исто така го нарушуваат самите движења во зглобот, појава на црвенил или на хематом. Така. Обично ги кажавте нели оние симптоми кои што се појавуваат во однос на болка, црвенило и така натаму, меѓутоа кои се причините за болката пред да се случи, еве да кажеме некоја повреда? Мора да има повреда па да се јави болка во коленото, претходно некоја стара повреда или пак може и од некоја друга причина? Па, значи болката е доста честа, претежно може да се каже таа хронична болка која се појавува во колениот зглоб, е доста честа кај повозрасната генерација. Така. Значи треба време за да нешто се случи во коленото. Па секако треба време, но не мора да значи дека е тоа така. Доста од повредите кои се претежно спортски повреди на колениот зглоб, болката се појавува веднаш и исто така проследено со сите симптоми кои што ги напомена. Так. Но од друга страна таа хронична болка за која што зборуваме, која што се јавува кај повозрасната популација, треба еден подлог период кој што сите тие надворешни влијанија и самите функционални побарувања на колениот зглоб доведува до така наречено јадење на самиот колен зглоб и појава на таа, да може да се каже, хронична болка во коленото. Кажавте обично онаа болка која што се јавува кај без повреда се случува кај повозрасната популација, со оглед на тоа што потенциравте дека нели треба да помине време за да се направи некој проблем во коленото па да се почувствува болка. Повредите, како што кажавте, се почести кај оние кои што се занимаваат можеби со спорт или пак со некои физички активности. Кажете ми што кога еве ќе се случи еден ваков проблем, како оди се потоа, значи што се прави како диагностика за да се утврди точно за што станува збор и како се пристапува во решавање на проблемот? Доста битно е да се одреди што станува, од каде произлегува таа болка. Дали станува збор за спортски повреди на колениот зглоб, кои што се тие доста почести кај помладата популација која е физички активна, или таа болка која што се јавува кај повозрасната популација. Сепак самата болка може да произлегува од сите сегменти, односно анатомски структури, кои што учествуваат во градењето на самиот колен зглоб.
Дали тоа представуваат коскените структури, каде што може да се сретнат сами фрактури на сите структури, или пак истегнување и кинење на интраартикуларните или екстраартикуларните структури. Така. Меѓутоа, какви испитувања се прават за да се точно утврди што се случува во коленото? Најпрвин рентген снимки и така натаму, значи што какви дијагностички? Најпрвин самите лекари, односно ортопедите и травматолозите имаат серија на функционални тестови кои се изведуваат на самиот колен зглоб, кој ни дава отприлика груба слика за што може да станува збор. Потоа се следи серија на снимања, односно на рентгенолошки снимања или пак на магнетна резонанца, која ни ја даваат целосната слика и како потоа ќе се пристапи во решавање на тој проблем и отстранување на повредата на коленото и самата болка. Па сега кога веќе ќе се утврдат проблемите, претпоставам дека потоа треба нешто да се направи за да се реши проблемот. Обично кога се прави оперативен зафат на колено, во кој случај? А кога се пристапува во лекување каде што ќе бидат вклучени и физиотерапевтите, претпоставам дека и постоперативно исто физиотерапевтот е вклучен, меѓутоа ќе ни каже Иле за тоа подоцна. Кога ќе се иследи целата ситуација, ќе се направи евалуација и ќе се открие зашто станува конкретно збор, се одлучува дали ќе се продолжи конзервативно или оперативен третман. Така што целата ситуација се следи од страна на ортопедите и травматолозите и се преследува самиот третман. Дали ќе биде конзервативен или оперативен, кажуваат сите преходни испитувања и исследувања кои што ги имаме направено. Во однос на оперативниот третман, во последниот период, во односно за истегнување или кинење на лигаментите, доста позната е артроскопијата, која што е помалку инвазивна и дава одлични резултати за кинење на лигаментите или менискусите во колениот зглоб. А оперативниот зафат во случај на поголема повреда? Секако во оперативниот зафат се проследува исто така и артроскопијата представува оперативен зафат, но за поменување на колено или за фрактури секако следи отворена операција, односно третман кој е неопходен за решавање на проблемот. После една повреда која што се случува на коленото, колку време треба да се внимава на она што треба да се прави како физичка активност за да се случува коленото во добра состојба, колку треба да внимаваме, да не бидеме премногу физички активни, колку временски период треба помине? Секако тука првично тоа секако зависи од самата повреда, од низината природа и колку е оштетен самиот колен зглоб. Дали тука станува збор за истегнување на лигаментите, периодот на рехабилитација е од 1 до 3 недели. Додека пак ако станува збор за кинење на лигаментите, тука веќе станува збор за подлог период на рехабилитација и доста е битно за кои лигаменти станува збор. Например, колатералните лигаменти на колениот зглоб, доколку имаме кинење на тие лигаменти, период на рехабилитација од 6 до 8 недели. За разлика од предниот и задниот вкрстен лигамент, кои што представуваат едни од главните стабилизатори на колениот зглоб, тука периодот на рехабилитација е околу 6 до 12 месеци. Тоа представува збор доколку имаме кинење на лигаментите, додека пак во однос на самата фрактура на коскените делови кои учествуваат во градење на целиот колен зглоб, период на рехабилитација би представувал од некаде од 3 до 6 месеци. Исто така тука ќе ги напоменам и самото кинење на менискусите, каде што исто период на рехабилитација може да варира од пациент до пациент, односно од прилика тоа представува од 6 недели до 3 месеци тој период на рехабилитација каде што не треба да бидеме физички активни. Така. Исто така тука би сакал да напоменам дека покрај овој период на да не се биде физички активен на рехабилитација, доста значајно дури исто колку и самиот оперативен третман представува самата физикална терапија, која што треба да се иследи во целост според препораките на докторите и физиотерапевтите, бидејќи голем дел од повредените кои имаат повреда на колениот зглоб во моментите кога се чувствуваат дека се физички спремни да се вратат на секојдневните активности и не ги следат самите препораки на докторите и физиотерапевтите, доаѓаат во заблуда и има доста често повторување на повредата која претходно ја имале, односно околу 30% од повредите на колениот зглоб представуваат повторни повреди од претходни нарушување на интегритетот на самиот колен зглоб. Добро. Сега тука ќе го вклучиме и Илија Жежов, кој што кажав дипломиран физиотерапевт. Илија, обично, кога треба понатаму да се истретира една повреда на колено,
дали постоперативна или нели само од некој проблем, како што кажавме, кога ќе дојде нели човек во некои години, па од самата истрошеност нели на рскавицата во коленото. Како одат работите? Ајде првин да почнеме од оние болки кај повозрастните. Може па да се вратиме на повредите, како вие? Ако секоја, значи, повреда на колениот зглоб треба да биде, значи, дали е различен третманот за едните и за другите, за повредите и за болките од нели кај повозрастните? Тоа е индивидуална работа, значи најчесто кај секој поединечно делува, значи болката и процесот нели на повредата. Најчесто кај повозрастната популација има поголеми болки, бидејќи нели самата тежина кај пациентите и кај клиентите може да представува нели проблем во самиот колен зглоб. Сее тоа е индивидуално. Методите од физикална терапија се значи методи кои што вклучуваат лекување во тој процес. Користиме значи техники од електротерапија, манипулативни движења, техники од кинезитерапијата, мануелна масажа значи и тука нели ги даваме тие методи кои што ќе помогнат нели колениот зглоб да се стабилизира и да се врати во една правобитна состојба. Секако по претходна препорака значи од доктор, дадено мислење значи нели и рентген или магнет направен ако е посериозна таа повреда. Обично за какви повреди е потребна физикална терапија е потребна дури и за најмала повреда, нели кога има нели некој проблем, да речеме болка во коленото, може да се јави на физиотерапевт. Ние сме физиотерапевтите секој што спремни да помогнеме во однос на тоа нели да ја санираме таа болка. Меѓутоа кај посериозните нели повреди на коленото сме тука со подолг временски период на рехабилитација кој што вклучува, како што кажав, дел од методите нели во подолги стази, бидејќи станува збор нели пред оперативно ако треба да се прават нели тие третмани дадени нели секако по препорака од доктор и од физиотерапевт, и секако пак ќе кажам подолга рехабилитација во однос на тоа доколку нели има постоперативен зафат каде што ќе биде вклучена нели постоперативна физикална терапија која што ќе помогне да го врати колениот зглоб во нормала. Кажавте тоа е индивидуално, колку време е потребно да се нели да се третира од ваша страна една повреда или болка на коленото. Меѓутоа, ајде вака да се задржиме на повредите, бидејќи чести се и во овие услови кога е зима, нели, кога луѓето можеби одат на скијање и така натаму, оние кои што се занимаваат со спортски активности, почесто се повредуваат, па дали е повеќе време потребно да се истретира кај вас како физиотерапевт една повреда или пак болка? Видете, пак ќе кажам, значи, пак е тоа индивидуално, значи доаѓаат пациенти кои што можат да појават болка нели во коленото од нередовно движење, значи може да дојдат спортисти кои што направиле моментален проблем, значи на терен или на спортски терен, да појават таква болка и може нели да се појави лекување, нели на физикална терапија откако нели ќе биде дадена препорака од доктор дека има потреба тоа да се прави кај физиотерапевт. Меѓутоа, што ако имал еден пациент ваш оперативен зафат на коленото? Колку време е тогаш потребно? Секако, значи после секој оперативен зафат задолжително, значи секој пациент кој што имал оперативен зафат, тоа е дадена препорака од хирургот кој што го оперирал дека треба да направи физикална терапија. Се тоа е индивидуално дали пациентот ќе користи физикална терапија, државна физикална или ќе користи приватна физикална. Значи секако нели во државната физикална терапија знаеме колку временски тоа може да биде третирано, во приватната физикална секако знаеме дека многу повеќе може тоа да биде нели третирано, бидејќи секако нели има повеќе време за клиентот во одвоеното време. Рехабилитацијата кај постоперативната рехабилитација трае 21 ден. Меѓутоа тоа е може нешто што мора да се помине. Нешто што мора да се помине, да, и да се следат нели препораките од докторот, од физиотерапевтот, се со цел нели да имаме успешна рехабилитација. Имаме и непослушни пациенти кои што знаат нели да им биде дадена препорака од физиотерапевт и од доктор да се следи физикална терапија, па знаат дека и десетата терапија кога не гледаат некои резултати уште во почетокот, да ја откажат физикална терапија, е тие последици кои што ќе се случат после нели кај пациентот се на свој ризик, на своја одговорност. Затоа треба да се иследи целосно рехабилитацијата која што е дадена нели од докторот, секако и од физиотерапевтот, за да имаме нели успех оперативен. Така. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи може од режија и да ги испиша телефоните на екранот, па доколку има некој ваков или сличен проблем кој што се однесува на повреда на колено, може да се приклучи во нашиот разговор и да постави некое прашање. Илија, продолжувам со тебе, значи обично кажа 21 ден. Што се вклучува постоперативно кај еден пациент? Какви
типови на третмани кога нели вие ќе се вклучите во процесот? Што Так. се вклучувате? Дали препорачувате можеби некои витамини, не знам, еве да појасниме до гледачите. Вака, значи, после секоја постоперативен зафат, значи, пациентот доаѓа кај физиотерапевтот со комплетната медицинска документација. Најпрво што правиме увид во медицинската документација и базирано врз таа медицинска документација носиме нели ние свој заклучок, терапевтско мислење, кое што правиме план и програма, протокол кој што спроведуваме рехабилитација. Како што напоменав на почетокот на емисијата, рехабилитацијата најчесто вклучува за главна цел има кинезитерапијата, бидејќи нели преку манипулативните техники на движење има за цел да го оспособи и да го раздвижи колениот зглоб, бидејќи станува збор за еден од поголемите зглобови како што е колениот зглоб. Потоа тука се нели другите методи од електротерапијата, како што се диодинамикот, интерферентните струи, електрофорезата, галванот, магнетот, па тука би вклучили како еден главен сегмент масажата, бидејќи нели со масажата се ослободуваат сите оние делови каде што има да речеме на некој начин и фатенофиброза, раздвижување на самата мускулатура нели и на циркулацијата, полесно движење на пациентот после нели апликацијата на самиот третман. И тие се делови кои што се дел од физикална терапија кои што ги вклучуваме. Некои суплементи им препорачувате? За жал не им препорачуваме ништо. А кај оние повозрастните кога се истрошуваат тие како Добро, да кажам, тоа веќе е работа нели на хирургот, најчесто кога имаме такви поголеми посериозни проблеми, ние ги препраќаме на хирургот. Хирургот е тој кој што ќе направи мислење што ќе препорача, бидејќи доколку има нели оштетување поголемо на раскавицата, тогаш веќе тоа следи со хируршки третман, каде што може да дојде нели и до замена на колениот зглоб, па може да дојде. Говориме за повозрастните. За повозрастните, така, значи се случува и таму хируршки да се интервенира. Може да биде и ке помладата популација, тоа не мора да значи дека ќе биде само нели ке постарата, може да биде и ке помладата, во зависност од тоа колку има нели оштетување на колениот зглоб, какви се последиците и што понатака нели ќе се преземе за лекување. Колку време е потребно кога веќе кај вас ќе ги завршат тие терапии? И ако бидат нели дисциплинирани, како што кажавте, да бидат послушни, односно, колку време после тоа веќе тие можат нормално да функционират или пак треба да бидат предпазливи да по еден период сепак да внимаваат? Во почетокот на рехабилитацијата главна цел на физиотерапевтот е да го способи пациентот нели преку тие третмани и тие методи наведени од физикална терапија да почне да се движи пациентот. Уште после петата терапија пациентот добива нели оспособување да може да се движи, меѓутоа во целост рехабилитација додека не се заврши 21 ден нели ако се следи таа терапија која што е дадена, ние советуваме и во наредните после 3 до 6 месеци пациентите да внимаваат, значи сокревање нели тешко, оптеретување на колениот зглоб, вежбање во теретани нели без согласност на доктор, на физиотерапевт, секако тоа треба да биде поддржано нели со медицински лица кои што ќе дадат совети што понатака ќе се случува нели, бидејќи сепак може да станува збор за минимална повреда, доколку станува збор за хируршка интервенција која што биле скинати менискуси, лигаменти, тие бараат малку подолг временски период. Па така да тука и даваме и забрана за вежбање во наредниот период од 3 до 6 месеци, па дури и до година кај некои спортисти, кај некои пациенти од возрастната популација. Сега кога станува збор за повредите, морам ова да го прашам, бидејќи споменуваме генерација повозрастна која што може нели да има проблем со болки во коленото од нели со текот на времето до истрошување на што се вели на коленото. Меѓутоа сакам да прашам кога веќе ќе се случи повреда кај еден повозрастен пациент на колено, да кажеме сега не е битна причината, и кај помлад. Колкава е тука временската рамка? Дали се зголемува во третирање на повредата на коленото постоперативно кај повозрастен пациент? Апсолутно да, кај повозрастните пациенти нели бидејќи како да кажам на некој начин или да не ги навредам пациентите нели не ги слушаат советите кои што се дадени од лекар и од физиотерапевт, секогаш идат и земаат нели на своја рака некои работи и не го следат она што им е дадено стручно и професионално. Кај помладите нормално дека тоа ќе оди побрзо бидејќи нели тие се млади и ќе го испочитуваат тоа што им е дадено, се со цел побрзо се вратат нели на спортските терени доколку се спортисти и сакаат да вежбаат, доколку сакаат во теретана да се вратат нели да вежбаат, како тоа ќе го проследуваат. Меѓутоа кај повозрастните пациенти тоа е како ете сега ми кажа докторот, меѓутоа не мора тоа да значи дека треба да се почитува бидејќи нели ние сме луѓе кои што во се разбираме, нели само најмалку во медицина. Так. Доктор Дејан, ајде малку да се вратам малку и со тебе во разговорот. Обично зборуваме нели за повреди, па кои се најчестите повреди, еве вие каде што сте вклучени во процесот на работа?
Јас исто И така како сум се случуваат? исто така сум ски доктор во ресортот така, во тоа Маврова. сакав да кажам, да. Да, и тука сакам да наpomenам Како беше сезонава? па сезоната уште трае, сезоната е одлична. До сега Во- сакам да кажам, дали имаше Да. така Значи, прилично повредите на луѓе колено кои се што се повредува? па има. Така. Најчесто се повреди на колениот зглоб, бидејќи при скијањето, односно при бордањето, тој е зглоб кој е најмногу вклучен во самото движење и при тие такви нагли движења и нагло сопирање, нагло вртење, доаѓа до повреда, односно може да истегнување, кинење на лигаментите и менискусите и затоа се доста чести тие појави при скијањето. При самото скијање може да се сретнем со така наречена состојба динамичен валгус, каде што самото колено имаме свиткување на коленото и ориентирање кон внатре, Така. при што сама целата тежина на телото се префрла на таа нога, односно на тој колен зглоб, и во тие ситуации се сретнуваме со тие повреди на колениот зглоб. Значи, кажавте, вклучени сте како доктор во ресорт Маврова, така? Така. На што најмногу да внимаваат тие нагли движења кога веќе скијаат и бордаат, да не се дојде до ваква повреда? Па секако, значи при секое брзо и агресивно скијање Значи, може сепак внимателно. може да се случат секако разни повреди без разлика дали станува за колен зглоб или за друга повреда. Така што тука би ги советувал најпрво да имаат соодветна заштитна опрема, Така. сите скијачи кои се и сите учесници кои се на самите планини, и скијањето да биде одговорно со сите прописи и правила кои што ги налага една планина, односно еден ски центар. Така што при поспоро скијање, при соодветно и одговорно, би требало сите тие повреди да се избегнат каде што има нагло застанување, допирање или нагло свртување, така што со следење на сите препораки совети би имало одлично живење. Да биде секако што треба. Ајде да видиме кој ни се јавува. Добро вечер, повелете. Ало, Повелете, ве слушаме. ако може да го добијам во синот Иле, ве молам, Еве, ве слушаме, слободно повелете. Говорете, ве слуша Иле, повелете. да го прашам кај работи ме интересира, сакам да појдам кај него на работа. Така, добро. Само тоа? Иле, Добро. Иле, Да, ве слушаме, да, секако. Иле, знаеш ли кој е на телефон? Не можам да погодам, сигурно некоја моја пациентка. Од Катланово, стрина му на Мишо, Иле. Стрината на доктор Мишо, мојот директор. Еве поздрав до вас. Кај се на работа ме интересира, сакам да дојдам. Доктор Мишо не ве информирал, еве ако ве информира добро, ако не ќе ве информирам јас, секако имам ваш број. Ќе ви се јави Иле и ќе ви каже точно каде, инаку да, Иле работи веќе подолг период, си има собствен, нели... У Скопје ли си? Не, во Гостивар, така? Да. Во Гостивар е Иле, физиотерапевт, во здравје, Гостивар е. меѓутоа ќе се слушнете и ништо не ќе се правите. договорите. Добро, Ви благодарам. пријатно, Ви благодарам што не следите и што се јавивте. Поздрав и од нас и убав ден. Значи, како што зборувавме околу зимските спортови, навистина треба да се биде внимателен. Кој најчесто се повредува, по младите или по возрастните? Ајде вака, искуството си го прави своето или можеби по младите се тие што се побрзи и поагресивни во зимските спортови? Па претежно бидејќи самите спортови бараат, односно и скијањето и сите Така. други, треба да се биде физички подготвен и активен. Така што претежно се случува кај помладата популација, Така. бидејќи тие се почесто на самите ски терени. Така. Но сепак не значи дека и останата популација нема да биде засегната со овој проблем. Ајде вака ме интересира, бидејќи ми дојде интересно дека кажавте, нели, дека сте таму директно, кога веќе ќе се случи во моментот некоја повреда. Како оди вашиот пристап како доктор? Па, значи во самиот Што правите во моментот? самиот центар располага покрај што сме ние како ски доктори тука присутни, исто така тука се наоѓа и ски патрола, Добро. кој постојано патролира и не известува доколку се случи одредена повреда на самите терени. По самата дојава на ски патролата, ние се упатуваме до самиот повреден на лице место, каде што укажуваме прва помош, дали тоа станува збор за имобилизација или за давање на некоја анелгезија, без разлика на што станува збор. Во тој период самата ски патрула го обезбедува теренот, да имаме сигурно место каде што може да работиме и да пружиме прва помош на повредениот, што е доста значајно при на такви временски услови и на такви места. Сето тоа е проследено потоа со транспорт на повредениот, дали во однос на неговата стабилност и во однос на неговата повреда, дали ќе може да се симне со самата жичарница или со
одредените превозни средства кои што располага центарот, или пак самата ски патрола со помош на нивниот Аки Чамец го спуштаат од врвот на планината па се до почетокот, до самото подножје, каде што се наоѓа. Исто и така имаме и амбуланта, каде што правиме иследување на самиот пациент или повреден, да го донесеме во една стабилна состојба, кој после тоа ќе го испратиме доколку има потреба до ургентните центри во државата. Ајде да слушнеме кој е на линија. Добро вечер, ве слушаме. Кој се јавува? Ало, добро вечер. Се јавуваме од Прилеп при повреда на колено. Добив го натроза на коленото, така да сега се соочувам со големи болки, па би ме интересирала докторот да ми даде некој совет. Ви благодарам многу. Благодариме. Пријатна вечер. Еве еден, како да кажам, еден поинаков момент за кој што еве можеби не спомнавме. Ви благодариме што не следите. Останете еве ќе слушнете што ќе каже доктор Дејан, дали сте имале ваков некој случај или да прокоментира ако има некој од вас двајца вакво искуство во однос на гонартрозата? Па секако тука треба најпрво да се направат сите иследувања кои се потребни на клиниките, од сите снимања и разговори со специјалисти, ортопеди или травматолози, и секако тука главен фактор треба да се вклучат самите физиотерапевти во сите тие ситуации и состојби. Така што би советувала да се упати за совет исто така до ортопедите за таа болка да се намали и да се подобри квалитетот на самиот живот, и покрај тоа и физиотерапевтите повторно ќе напоменам играат значајна улога во самата ситуација. Така со самата физикална терапија ќе се... Што представува гонартроза, мене не ми е јасно чисто така. Тоа е оштетување на колениот зглоб, најчесто и се јавува кај постарата популација, меѓутоа може да се појави и кај помладите. Да, меѓутоа кај помладите кога се појавува такво заболување, најчесто се проследува со одредени медикаменти кои што ортопедите и во препорака со хирурзите го ја прават таа програма што би му ја дале на пациентот да биде практикувана или спроведена. А вие како физиотерапевти, а ние како физиотерапевти ја спроведуваме физикална терапија која што е од значителна цел, која што помага да се подобри колениот зглоб во подобра функција, да може пациентот, односно клиентот да ги извршува секојдневните активности. Физикална терапија е главна цел во ваквите заболувања и помага доста кај ваквите сериозни. Што точно вклучувате? Најчесто вклучуваме, што кажав, тоа се манипулативни техники кои што ги кажав на почетокот. Главна цел има кинезитерапијата, да го ослободи зглобот, и секако масажата е тука добродојдена, и оние динамски струи кои што помагаат за подобро да се стимулира мускулот. Сега на гледачката да ја потенцираме да се обрати кај физиотерапевт или кај ортопед. Најпрво гледачката ќе треба да отиде на ортопед. Ортопедот е тој кој што ќе направи констатација на проблемот. Со констатацијата на проблемот, ортопедот ќе даде препорака што понатака ќе се случува, дали ќе има потреба да се прави физикална терапија или ќе нема. Ако има потреба, гледачката слободно, бидејќи во Прилеп, ќе се обрати кај некој физиотерапевт кој што е во Прилеп и ќе спроведе успешна физикална терапија која што ќе ја почитува до крај да биде спроведена. И тоа би требало да помогне. Тоа не само што ќе помогне него, рековме, и ќе помогне доста да може да ги извршува секојдневните обврски. Бидејќи тоа е заболување кое што не е 100% излечливо, меѓутоа ќе помогне да се извршуваат оние нормалните функционалности кои што треба да бидат во секојдневието. Значи како оди процесот, доктор, ортопед, физиотерапевт? Вака, ние сме еден тим кој што функционираме, на ортопед, физиотерапевт па хирург. Значи ортопедот е тој кој што го прегледува пациентот и го препраќа на физиотерапевт, а ако ние физиотерапевтите не можеме да спроведеме некој успех со колен зглоб, со дегенеративен процес на рабетниот столб, што и да е, тогаш веќе хирурзите ја преземаат во своји раце работата, и ќе ја преземат хирурзите во своји раце таа работа, повторно тоа оди на физиотерапевт, постоперативна, затоа се вика таа постоперативна рехабилитација која што би се спроведе и постоперативно. Значи вие имате можеби двојна улога, можеби и пред и по, ако веќе. Апсолутно. Меѓутоа пак сме ние тим, значи не може да биде спроведена физикална терапија да не учествува ортопедот. Значи ортопедот е тој кој што го прави прегледот, констатира и дава препораки и насоки понатака што физиотерапевтот ќе спроведе, и пак се координираме, ние заедно, пак спроведуваме све она што сме сработиле, го информираме докторот, тој не информира нас за состојбата на пациентката и се тоа оди споено, тимски. Сега бидејќи спомена Дејан дека доктор Дејан дека е вклучен во ресорт Маврово, имавте ли или вие во периодот зголемен број на пациенти кои што се повредиле можеби на скиење? Или воопшто повреда од замрзнати како да кажам тротоари, бидејќи имавме малку и снег?
Јас сум физиотерапевт кој што секојдневно има најчесто проблем со ишијас и со дегенеративни процеси на ребетниот столб, меѓутоа за жал нели и за голема среќа еве во овој временски период немав такви повреди кои што паднале кај доктор Дејан горе или пак се спуштиле нели во нашиот центар на рехабилитација, но не значи дека до крајот нели на сезоната нема да имаме такви повреди. Најчесто имаме повреди во Скопје кои што биле нели на Попова шапка или кај да биле нели во Боровец на скиење, меѓутоа за жал не можеме да помогнеме таму во Скопје ја оставаме таа работа, колегите во Скопје да ја спроведат. Така. Сега морам тука да прашам, бидејќи на некој начин со оваа тема сме при крај. Кои би биле вашите совети првин како доктор, вие кои што нели првин ги примате на некој начин пациентите, или имате прва допирна точка со нив до нашите гледачи во однос на овие проблеми, а кои пак Иле ќе ни ги даде препораки и совети до гледачите во однос на повредите и болките со колената? Како луѓето да постапуваат? Во однос на самиот колен зглоб кој си има своји функционални побарувања, како што напомена и физиотерапевтот тука, дека доста значено за одржување на најоптимална телесна тежина на самиот организам, бидејќи целата таа тежина се пренесува на самиот колен зглоб. Сега говориме, се извинувам што ве прекинувам, говориме за сите нас, нели со текот на времето, како да си ги сочуваме колената да ни бидат во добра здравствена состојба, да не ги чувствуваме болките, да немаме потреба или од оперативни зафати и така натаму, како да се однесуваме со самите себе, со нашиот скелетен систем кој ги вклучува и колената, за да имаме здрави колена. Па покрај тоа, како што напомена за одржување на најоптимална телесна тежина, исто така тука треба да се внимава и да се избегнуваат тие ситуации каде може да се каже на клекни стани, каде што се крива доста тежок товар и сето тоа исто така го афектира самиот колен зглоб. Покрај тоа и исто така како што кажав во самата градба на колениот зглоб учествуваат и мускулите кои се наоѓаат на долниот екстремитет, кои со самото вежбање каде што се препорачува неделна физичка активност, се зајакнуваат тие мускули, а индиректно се подобрува и самото здравје на колениот зглоб. Меѓутоа, дали, еве, сакала чисто информативно, дали треба и да се внимава па да и немаме некоја прекумерена физичка активност, дали може и тоа да наштети? Секако, секое форсирање, значи за било што не само за тоа. Во секој случај све умерено секако, не само за тоа, ни да се биде премногу неактивен, ни да премногу активен. Секако и за се во животот, значи се треба да биде избалансирано, така и самата физичка активност која што ја правиме во текот на неделата. А во однос на повредите, кој би бил вашиот совет? Во однос на повредите за рехабилитацијата, значи самите повреди кога се однесуваме одговорно, секако ќе дојде до помало значеност, односно степен за да се појават тие повреди. Значи сепак да се внимава колку што се може за да не се дојде до повреда. Еве кога станува збор за спортовите, веќе кажавме да навистина да се биде полека одговорни, и да се скија и да се борда и така натаму и сите они други спортски активности кои што опфаќаат и трчање и играње на фудбал, кошарка и така натаму и нели пешачење дури и на водно, па може да се случи некоја повреда. Илија, ти како физиотерапевт, кој би бил твојот совет во однос на ова за што говориме денес? Јас како физиотерапевт со завршувањето на вашата емисија би заокружил значи луѓето да внимаваат на телесна тежина, како што кажа доктор Трпевски, често да се консултираат за сите новонастанати состојби, за сите повреди, за сите случувања нели на мускулоскелетна состојба со ортопед, со доктор, со физиотерапевт, само така ќе се надминат сите оние проблеми кои што се случуваат нели во нашето тело. Редовна физичка активност, редовно спортување, за постарата популација исто така консултација со доктор, со физиотерапевт, кои вежби се соодветни за нив, бидејќи ние од постарата популација не бараме вежбање во теретани и не бараме билдање нели на мускули, меѓутоа бараме нели да имаме пешачење редовно. Колку е доволно, барем 3 пати неделно е сосема доволно, по 30 до 40 минути. Еве сега пациентите кои што во моментов ме следат на емисија, баш деновиве ги карав, воопшто не пешачат, значи воопшто не ги следат процесите кои што им се дадени нели за обавување по физикална терапија, него ќе пешачам. Нема да пешачам, па ќе излезам, нема да излезам, меѓутоа пешачењето обавезно кај таа популација, кај оние спортисти кои што вежбаат во теретана. Исто така сакам да напоменам дека
таму настануваат најголемите спортски повреди, бидејќи во теретаните за жал работат нестручни лица, и се извинувам што вака морам да се обратам. Во сите фитнес центри треба да работат, значи, дипломирани физиотерапевти кои што при влегување во теретана прво ќе им се каже како треба да вежбаат, нели, спортистите се со цел, нели, Дали и таму доста повреди се случуваат? Најголемите спортски повреди се случуваат во фитнес центрите и во теретаните, бидејќи има почетници кои што воопшто не знаат кои вежби се соодветни и потребни да почнат да ги работат, па ги оптеретуваат колените зглобови со најголемите жини кои што прават, што кажа доктор Трпевски, чучневи кои што можат да ги оптеретат, значи лигаментите, може да дојде до кинење на лигаментот, може да дојде до оптеретување на менискусот или до некоја повреда посериозна во колениот зглоб, која што ќе бара еден подолг временски период на третирање. Значи во секој случај многу треба да се внимава ако не си добро упатен во еден процес за вежбање. И текако треба да се внимава, и затоа зборувам тимот предводен од ортопед, од општи лекар, матичен лекар, секако е вклучен тука, бидејќи знаете како има една постапка која што не би можел физиотерапевтот да функционира да нема матичен лекар, не би можел ортопедот да функционира да нема кој да ја спроведе физикалната. Затоа што поменав госпоѓа Виолета, медицинскиот тим составен од ортопед, физиотерапевт, значи и општи лекар е тим кои што заедно соработуваат да му помогнат на пациентот, нели, во онај здравствен проблем кој што го имаат. Следење само со советите од лекарите, од физиотерапевтите ќе имаме успеси, редовно одржување на физичката активност, многу големо внимание, рековме, нели, со спортските активности, и тоа е тоа што може да не одржи во една добра општа здравствена состојба. Имаме уште 5 минути време и би сакала тука да те искористам тебе, Илија, бидејќи веќе 2 години сме во време на ковид пандемија. Знаеме дека она пост-ковид рехабилитација е многу важна за оние кои што се долго време или нели затворени дома или пак можеби го поминале своето лекување од ковид во болнички услови. Пак колку имавте, сакам еве една информација од вас побарувачка од вашите пациенти за овој проблем во овој период? Во овие 2 години морам да кажам дека ние физиотерапевтите бевме прво пред се во еден многу голем ризик, и не само ние. Лекарите, медицинските сестри и сите оние, нели, цел медицински персонал кој што беше вклучен. Иако многу од гледачите си мислат дека короната е некоја болест која што не е инфективна, која што не е смртоносна, која што е туку така, меѓутоа за жал е смртоносна и добро знаеме колку луѓе ни починаа во државата. Имавме доста пациенти кои што побараа пост-ковид рехабилитација која што им беше потребна. Прво тука беа вежбите за респираторниот систем, за подобрување, нели, на дишењето, потоа, нели, проблемите со мускулоскелетната состојба која што, нели, беа за жал во кревет, кои што масажите, вежбите, нели, со физиотерапевтот преку индивидуалните програми, со многу труд и вложување ги враќавме, нели, во повторна движечка состојба. И така беше, нели, пост-ковид битна за спроведување терапија. Се уште имаме и се уште доаѓаат во нашиот центар пациенти кои што бараат пост-ковид рехабилитација. Се таа не би била вклучена, нели, 12 дена или 21 ден. Имаме со поблага слика кој што може да биде, нели, со 5 третмани да осетат подобрување за цврстување на мускулатурата и, нели, подобрување во движењето. Меѓутоа читав негде преска баш чисто така, прочитав дека и оние сите кои што, нели, прележале ковид, не треба и толку многу во првиот период физички да се форсираат, значи полека треба да се враќаат во физичка кондиција за да, нели, не дојде повторно до некои проблеми пак и со срцето и така натаму, бидејќи, нели, го зафаќа целиот организам овој. По социјалните мрежи постојано апелираме преку постови, значи следење и консултација со доктор, со физиотерапевт, какви вежби се потребни. Значи, после прележан COVID-19, за да се врати полека телото, нели, физичка активност. Да не биде премногу бидејќи е целосно истоштено и да немаме, нели, последици кои што можат да влијаат на кардиоваскуларниот систем или на респираторниот систем. Да патиме еден апел до нашите гледачи, сите оние кои што не следат. А бидејќи во последниот месец и пол некако навистина имаме голема бројка на заразени, претпоставам дека многу повеќе од онаа што е, нели, официјална, па еве, нели, апел до сите оние кои што не следат, а прележале ковид, значи немојте веднаш да се форсирате со физички активности, се нека оди тоа, нели, пополека за да се вратите во нормала со вашата кондиција, значи не се форсирајте, правете оноку колку што чувствувате дека телото може да ви одговори на, нели, на тежината на физичката активност. Јас навистина ви благодарам и на двајцата денеска што бевте овде гости во ваш термин, во оваа сезона прв пат и за прв пат пак и доктор Дејан.
Кај мене се надевам дека еве во некоја следна емисија пак ќе разговараме за некоја друга тема, посебно нели кога станува збор за она што Илија вие го работите, бидејќи широка е нели проблематиката. Широк спектар е физикална терапија нели во обновувањето на терапиите. Има и дискус херни, и шијалги, и ред други работи кои што навистина ги третирате. Так, нели секогаш сме добродојдени што се однесува нели за нашите гледачи да им пренесеме преку малите екрани се она што е корисно и добро за нив. Доктор Трпевски еве заедно направивме координација, се координиравме да одвоиме од нашето време, иако времето ни е доста организирано, нели, решивме да гостуваме вашата емисија која што се надеваме дека преку нашите совети пренесени преку малите екрани ќе допрат до гледачите и ќе почнат да практикуваат и да разликуваат, нели да се почитуваат оние медицински лица кои што се борат за нив и кои што се вложуваат максимално да бидат они здрави, да бидат секогаш во добра кондиција и секогаш кога ќе треба нели лекарска помош да им се пружи тука предводена од доктор, од ортопед, од физиотерапевт, од медицинска сестра и се она што е нели останато во тимот. Ви благодарам многу. Благодариме за поканата и се надеваме дека повторно ќе не поканите да пренесеме нешто добро на гледачите. Секако. И благодарам за поканата. Благодарам уште еднаш вам. Почитувани гледачи, толку во ова денешно издание на Ваш термин. Секако секогаш потенцирам во секоја емисија доколку некој сака да стапи во комуникација со моите соговорници, може веќе од утре после 9 часот некаде да се јави во нашата телевизија и ќе добие секако контакт од сите мои доктори, физиотерапевти, специјалисти и сите оние кои што се дел од Ваш термин. Ви посакувам пријатен остаток од денот. Имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.